Основното училиште Братство од општина Карпош е едно од 62 училишта од Македонија кои се вклучени во проектот на USAID со читање до лидерство, кој има за цел од рана возраст кај учениците да се проценат и подобрат јазичните и математичките виштини. Тие денеска беа дел од настанот Читањето и математиката се забавни, кој се спроведува во рамки на овој проект. Прилог на Марија Петковска. Читањето и математиката се забавни беше насловен настанот кој денеска се одржа во основното училиште Братство во општина Карпош, а е организиран во рамки на проектот на USAID со читање до лидерство. Настанот представува збир од забавни и едукативни активности со познати личности и со повеќе од 100 учесници. Настанот Читањето и математиката се забавни за најмладите ученици од ово училиште представуваше можност да читаат сликовници и да решаваат математички задачи заедно со пејачката Кристина Орнаудова и професорот Бујар Саити. Директорот на USAID во Македонија, Джеймс Стајн, истакна дека проектот има за цел уште од рана возраст кај децата да се проценат и подобрат јазичните и математичките вештини. Ова е проект кој што го поддржува и се реализира со помош на поддршката на Американската агенција за меѓународен развој USAID во партнерство и соработка со Министерството за образование и наука. И овој проект има за цел да ги процени и подобри јазичните и математичките вештини кај учениците уште од почетните оделенија. Тоа го правиме преку разни активности, вклучително и подобрување на методите за подучување математика и јазик, обезбедување на доволен број на ресурси за дечињата, се со цел тие да може да се подготват и да ги подобрат своите резултати во почетните оделенија, што е предуслов и за нивен успех понатаму во животот, за да можат тие да бидат подготвени да се вклучат во социјалниот и економскиот живот во Република Македонија. Проектот се реализира преку 5 компоненти, и тоа проценка на јазична и математичка писменост, професионален развој, заедници за учење, дигитални ресурси за учење, како и вклучување на семејството и заедницата. Една од компонентите е и дигитални ресурси за учење и во рамките на оваа компонента веќе имаме изготвено околу 20 аудио и дигитални сликовници кои што се достапни на нашата веб страна за сите оние кои што се заинтересирани, значи не само за учениците во училиштата, туку и за секој родител кој што има дете на возраст до 7-8 години. Освен овие дигитални сликовници, постојат и дигитални игри, кои што исто така им помагаат на децата на еден интересен и забавен начин да совладаат некои од вештините за почетно читање и пишување. Основното училиште Братство е едно од 62 училишта во Република Македонија кои се опфатени со проектот со читање до лидерство, а учениците одлично ги прифатија активностите кои се реализираат во нивното училиште во рамки на проектот. Ова наше училиште во оваа активност е одбрано како едно од 62 училишта во целата земја и оваа денешна активност е само почеток на низ други активности кои што ќе следат и понатаму. Проектот со читање до лидерство нуди иновативни и креативни пристапи и активности, како што се караван на букви и бројки, библиотека на тркала и дигитална библиотека со соодветни материјали за учење, а проектните активности се спроведуваат во основните училишта и во урбани и во рурални средини. Библиотеката на тркала пак е достапна за сите ученици кои имаат можност да изберат од големиот број материјали за учење кои ги нуди. Тоа е едно комбе кое што е комплетно адаптирано за една подвижна библиотека и во неа имаме најразлични сликовници и особено со ова комбе сакаме да стигнеме до учениците во селските средини кои што немаат можност да посетуваат библиотека и да имаат допир со најразлични интересни книги.